Ги повлекоа па веднаш ги вратија. Само неколку часа им беа доволни на министрите во владата за наводно да ги расчистат сите дилеми за така наречените стратешки инвестиции да ги проследат повторно до собранието. Вице-премиерот Фатмир Битики тврди дека ги повлекол од законодавниот дом по притисокот од јавноста, но наместо разјаснување повторно заврза чвор. Тврди дека и првиот пат предлог законите биле доставени со сите потребни документи кои биле готови дури и 3 недели порано. Сепак, во мислењето од антимонополската комисија и од државното правобранителство јасно се гледа датумот на печатот. Законите биле испратени до пратениците на 24 јануари. Едното мислење архивирано на 7 февруари, а другото на 23 јануари. За да ги елиминирам сите овие недоумици, беа повлечени законите. Во системот се сите мислења со датуми многу поодамна. Од државно правобранителство со позитивно мислење од 23 јануари. Некаде 20 на дена пред да бидат првично испратени законите во собрание. Но некој не сакал да ги види или не требале да се видат. Комисија за заштита на конкуренција има дадено мислење по основ на сите договори на 7 февруари. Комисијата за заштита од конкуренција претходно не даде приодна оценка за договорот со грчки Митилинеос и бараше до објаснување. Сепак вице-премиерот стои на ставот дека не направила ништо надвор од законот. Сега направени се интервенции во договорите и избришани се 2 члена од законите за кои имало забелешка и биле вметнати мислењата. Но што е точно изменат, освен дека сега се со потписот Фатмир Битики наместо од Артан Груби, вице-премиерот не кажа. Благодарност до вас, до сите новинари кои што исцрпно ги читавте договорите. Направени се одредени интервенции во самите договори и во два од законите избришани се одредени членови кои што во овој момент Комисијата за заштита на конкуренција имаше одредени укажувања. Имаше кај Митилинеос, кај Аимгрин и кај сите 4 договори во договори. Законите се вратија по втор пат пред пратениците и покрај низата предупредувања за загрозување на енергетскиот суверенитет и финансиската штета. Најконтроверзен од сите е договорот за изградба на комбинираната гасна централа во Скопска железара од грчки Митилинеос, кон кој сме обврзани на речиси се што побарале, а Македонија не добива ништо.